Тигуан како еден од последните автомобили на Volkswagen кој нема да биде електричен е планиран за пазарно лансирање идната пролет. Но бидејќи развојот веќе е при крај, раководството на компанијата одлучи да ги покаже маскираните прототипи и сподели првите информации за него. Третата генерација на популарниот кросовер е поставена на унапредената MQB платформа која ќе му донесе подобрени возни својства. Како и досега ќе биде на располагање со погон само на предните или на сите 4 тркала, а новост е подобреното ослонување со амортизери со двојно дејство. Должината му е зголемена на 4,55 метри, додека останатите димензии, вклучително и меѓускиното растојание, ќе останат практично непроменети. Возачот и совозачот ќе може да уживаат во возењето на седиштата со пневматско подесување, масажа, грејење и вентилација. Меѓу новите работи со кои ќе биде опремен се и високоефикасните матрикс светла составени од дури 19.200 микро LED елементи, кои ќе осветлуваат до 500 метри пред возилото. Според непотврдените најави, и оваа трета генерација на Тигуан покрај бензинските и хибридните агрегати ќе биде достапна со дизел мотори. Се зборува дека DSG минувачот со двојна спојка ќе биде стандарден, но затоа треба да го почекаме официјалното представување закажано за есенва. Тогаш и ќе дознаеме дали Volkswagen ќе го исполни ветеното плагин верзијата на Тигуан да има 100 км електрична автономија.